што има готвено и билтен, во кој билтен има секаде што ќе се игра и распоредот на игра. Па можеме и да ви ги кажеме каде што ќе се игра. Значи во Основно училиште Вукарич ќе се игра одбојката мажки, во Основно училиште Тони Зорковиќ ќе се игра одбојката женски, кошарка ќе се игра мажки во Сау Перонаков, кошарка женски ќе се игра во Основно училиште Христијан Карпош, во раковетот ќе се игра во Хиро Бурнас училиште, и раковетот женски ќе се игра во Магдалена Антова. Значи тоа се осмите сали вклучени за градската спортска сала ќе биде за футсал мажки, Основно училиште Браќа Миладиновци ќе биде футсал женски, атлетскиот стадион ќе биде атлетиката, која е во саботата, завршниот дел, и фудбалот ќе биде во петок. Не во петок. Во петок имате програмата. Програмата е обемна, билтенот ќе издегува секој ден со резултати, така да ќе ви биде препратен на сите поединаци. Јас имам сите мейлови. Во однос на салите се целосно реновирани, значи благодарение на средствата што ги обезбеди локалната самоуправа и градоначалникот, сега се со максимални услови. Во истите сали се обезбедени редарства кои ќе течат безпрекорно на преварите. Имаме задолжени членови. Сега голема благодарност до директорите што дадоа голем допринос во обезбедување на материјалите за кречење, за нивната работа. Сите вработени во училиштата се ангажирани, значи никој не е на страна. Значи имаме максимална поддршка од сите вработени во сите училишта. Тоа е голема благодарност до сите. Благодарам, Милица. Ако може да го прашање. Еве прашања сега, отворено за сите кои сме покажали.